Добро дојдовте на фреквенцијата на првиот програмски сервис на македонската телевизија, во уште едно издание од серијалот емисии Медијатека. Живееме во време на нови технологии и информацијска револуција. Во овој виртуелен свет и море од информации, најлесно и најбрзо се вклучуваат младите. Како дигиталната технологија да биде во нивна полза? Едноставно и единствено, со медиумско описменување, со медиумска писменост. Останете со нас и слушнете ги размислувањата на учениците, ставовите и сугестиите на експертите на нашата денешна тема. YouTube, јутјубери, влогери, геймери. Почнуваме. Со 5 милиарди прегледани видеа дневно, YouTube е вториот најголем пребарувач после Google. YouTube стана телевизија на новото време, ТВ екран за младите генерации. Се верува дека до 2025 година ова ќе биде единствената телевизија за младите до 32 години. За YouTube како платформа и нова масовна култура, за јутјуберите, за вклученоста и влијанието врз младите. Разговараме со гостите во студиото. Ученици од Основното општинско училиште Јохан Хајнрих Песталоци од Скопје, ученици од Средното училиште на град Скопје Гимназија Орце Николов и Изабела Јакимова, попозната како Изабела Пан, студент на Факултетот за драмски уметности. Добро ни дојдовте во денешното издание на Медијатека. Добро ве најдовме. Изабела, може да се обраќаме на ти? Може секако. Така. На самиот почеток, ајде да објасниме зошто токму ти ќе ни помогнеш да објасниме некои дилеми околу јутјубот и јутјуберството. Јас би ви помогнала затоа што пред да се запишам на факултетот за драмски уметности, каде што од кога се запишав решив да се посветам највеќе на факултетот, па престанав да работам на YouTube. Пред да се запишам имав YouTube канал на кој редовно постирав видеа и се занимавав, да речам, со таа јутуберска професија. Така да мислам дека имам некое искуство и можам да ви помогнам околу темата која сакате да ја обработите денеска. Така. Што значи дека си била и користик, но и креатор така, на оваа точно, платформа. Точно. Ајде да ги вклучиме тука и учениците со прашањата за нив. Вие дали користите YouTube и зашто најчесто го користите? YouTube денес представува една огромна платформа со билиони корисници. Јас секојдневно го користам, дали за забава или за некој проблем од училиштето кој се уште ми е непознат. Така. Предплатник сум на многу Канали на оваа платформа? Да, многу канали на оваа платформа, дали македонски или странски. Така, добро. Ќе слушнеме уште некој? Повели? Јас користам YouTube за да слушам музика најчесто, но користам и за школа. Може да биде многу од помош. Така, за некоја училишна задача, проект кој што ви треба за на училиште, ќе ја слушнеме и другарката до тебе. Јас YouTube најчесто користам за да слушам музика и да гледам видеа кои што се мој интерес. И јас најчесто YouTube го користам кога имам слободно време за забава, но се случува и да го искористам за школски активности како некои проекти за на училиште. проекти. Така, да. Исто така, YouTubeот е многу моќна алатка. Дали ви се случило да го користите YouTubeот за да видите како функционира, например, некоја апликација на вашите мобилни телефони? Јас понекогаш добивам некои проблеми со телефонот и не знам како тие да ги решам сама, па затоа ќе отидам на YouTube и да видам како да го решам проблемот со телефонот. Така, добро. Изабела, ти зашто го користиш YouTubeот? Па како што веќе кажа учениците, така, ќе кажав колегите. Да. Сме си научени YouTube, така ние. Да, дека да. колеги цело време и така ќе ги наречам. Го користам за музика пред се, за забава. Го користам за да се едуцирам на одредени полиња, стрикно во оно што јас сакам да се занимавам понатака во животот, актерството како професија. Има многу убави канали на кои има чекори како да дојдеш до одредена емоција. Мислам, тоа не е буквално мене да ми ја вградат емоцијата, но помага за јас да можам да се внесам во нешто. Има многу убави представи кои ги објавуваат, можам да им ги препорачам ако се љубители на театарот да можат слободно да гледаат од странски канали. Има македонски представи кои се преубави. Гледам филмови на YouTube, што не можам да ги најдам на останати страни.
Исто така има прекрасни канали на YouTube на кои има краткометражни филмови кои мене ме интересираат. Говорам од она што мене ме интересира и што јас го гледам. Така. Чисто онака кога сакам да го одморам мозокот од секојдневни обврски, да се расположам малку, освен што слушам музика, знам да пуштам канали кои се занимаваат со забавни работи, на чисто за забава и да се одморам. Една корисна алатка која и тоа како ти помага да се Така, усовршиш во така, тоа што ти го точно. сакаш и што го работиш. Да. Која е целта еве на овој канал? Дали е можеби забавата или едукацијата? Или од двете по нешто? Ако се навратиме многу време наназад, кога YouTube почнал да се користи, не знам дали знаете кое е првото видео на YouTube. Првото видео е човекот, мислам, што го создал YouTube, еден од креаторите, снимене во зоолошка градина и само толку е. Како он се шета низ зоолошката и кратко е птен, трае околу 30 секунди. Мислам, неколку секунди е видеото и човеков е во зоолошка градина, ништо, мислам, нема некоја заднина, нема некоја порака. Така што целта можеби на почетокот на YouTube-от бил чисто забава. Забавен карактер. Но мене ми е многу драго што тоа денеска не е така и што денеска на YouTube може да се најдат многу едукативни содржини, што нас би ни помогнале во секојдневието, во професијата и во се понатака. И она што ми е особено драго е што има многу луѓе кои сакаат да пренесат таа едукација и таа некоја порака преку забава. Така, Затоа што користи го YouTube. така преку забава и кај сите луѓе, не само кај младата популација, и кај возрастните многу полесно се примаат сите пораки преку забава, кога е тоа на забавен начин, кога не е многу сериозно, сега ние ќе седнеме па ќе нешто ќе говориме. Тоа е преку забава и Преку полесно се забавата прима. всушност ќе се едуцираме. Така, точно. Да. Така. А сега за тоа каков сервис е YouTube, кој се може да објавува видеоматеријали, а кој се да гледа. За некои од најпознатите јутјубери, погледнете во видеоматеријалот што ни го подготви колешката Сонја Петрушевска. YouTube е сервис за објавување видеа кои може да се гледаат, споделуваат и коментираат. Новој видео сервис може да се пристапи од компјутер, лаптоп, таблет или преку мобилен телефон. YouTube е одлично место за откривање на нови работи, но со самиот факт дека има милиарда корисници и дека на него секоја минута се објавуваат нови видеа, очекувано е да има и содржини кои може да ги збунат и вознемират младите. За да се заштитите од непријатни ситуации, треба да знаете дека YouTube има можност за блокирање на корисници и за пријавување на злоупотреба. YouTube има и безбедносен систем кој може да го активирате и содржините кои не се соодветни за одредена возраст нема да се појавуваат во видеопребарувачот. Како растеше популарноста на YouTube, така се зголемуваше и профитот кој за објавување на видеа на YouTube го добиваа светски познатите јутјубери, што ја направи оваа мрежа уште попривлечна. Списанието Forbes, кое ги рангира најбогатите луѓе во светот, објави и листа на јутјубери кои имале најголема заработувачка за една година. За 2017-2018 година првото место го доби 7-годишното момче Рајан со неговиот канал Ryan Toys Review, кој со своите рецензии за детски играчки стана најголемиот инфлуенсер на YouTube. За една година заработило 22 милиони долари. Светскиот тренд да се следат познати личности преку YouTube е присутен и во Македонија. Меѓу најпознатите е Джипи, момче кој на својот YouTube канал има повеќе од 130.000 следбеници. Неговото YouTube портфолио содржи интересни видеа на кои одговара на прашања од квизови, чита најсмешни одговори на училишни тестови, коментира видеоигри, има кратки филмчиња и исто така прави и видеа во живо. Како и сите останати влогери, и Джип има своја песна и спот за неа. За неговата популарност сведочи и оваа бројка. Песната Ајде Джипери е кликната 1,5 милион пати. Едно од најгледаните видеа на YouTube е и спотот на оваа песна која напише и пее Боби Битбокс, исто така познат јутјубер. Боби Битбокс има околу 50.000 следбеници на неговиот YouTube канал. Тој објавува видеа со предизвици, одговара на секакви прашања, коментира видеоигри, а честопати се појавува и во ликот на Колја. Меѓу најпознатите јутјубери во Македонија е и Стефонатор. Неговиот YouTube канал го следат 50.000 фанови кои гледаат креативни видеа, почнувајќи од предизвици, влогови, серијалот за чудувачки факти и 90 секунди.
Андреј прави влогови е момче кое прифаќа откачени предизвици од своите следбеници. Ги има околу 45.000, снима смешни видеа и влогови. И Иван Ајнштајн е во ова друштво. И тој снима песни и објавува интересни влогови и смешни видеа. Оваа група на млади максимално ја искористи моќта на YouTube и нивното влијание врз младата популација е огромно со оглед на илјадниците фанови кои секојдневно ги следат нивните објави. Се враќаме во студиото со прашање за учениците на тема YouTube. Дали некој од вас објавил нешто на YouTube и што сте објавиле? Како мала, многу ме инспирира познатите јутубери на YouTube, за да можам јас да постирам видеа и не само јас, туку и останатите гледачи кои би имале желба да ме гледат, да им направам забава. Но кога подпораснав, помислив дека тие видеа што сум ги постирала како мала се многу детски и не се многу надградени, за да и многу луѓе ќе мислат дека се, да кажам, едноставни. Так. А јас сакав да се надоградам и помислив дека подобро е да ги избришам првите видеа, но татко ми ме советува да ги оставам тие видеа за да може да ми останат како спомен кога ќе пораснам и да видам колку сум се надоградила, колку сум прераснала во подобра личност во врска со ова. Да. Тоа може да биде сосема соодветно за возраста на која што си била кога си го објавила тоа видео и всушност да биде еден убав спомен за тебе. Да. Така. И всушност, извини, Не, што те слободно. прекинувам, тоа што видеата ти биле едноставни не е проблем за ти да објавиш нешто на YouTube. Мислам, ако ти тоа си го сакала и ти било во тој момент интересно, немаш зашто да го бришеш. Може да си го користиш како некој спомен. Убаво ти кажал татко ти. Да. Добро, одиме понатаму. Да, пред една или пред 2 години, не сум сигурна точно, си направив свој YouTube канал, Така. каде што првото видео ми беше 10 факти за мене и така скоро секој ден објавува видеа, но потоа добив забрана од родителите да ставам видеа на YouTube и морав да прекинам. Поточно да ги избришам сите видеа. Добро. Одиме понатаму, ќе слушнеме уште некој. Не сте објавувале видеа на YouTube? Не. Добро. А дали следите некои јутјубери? Да. Еве, кој има такво искуство? Ајде, повели. Јас на пример ја следев Изабела Пан. Да. Низините видеа многу ми се допадна, бидејќи беа доста хумористични и спонтани и многу ми се допаѓаше првичната идеја, а потоа режија и камера беа многу комплетни и многу ми се допадна. Изабела, првите комплименти од нашите учесници во медиатека. И ви имате можност токму денеска да се соочите со неа и да прашате сето она што ви интересира поврзано со јутјубот. Добро, уште некој? Јас сум исто така претплатник на канали на јутубери, исто така од Македонија и од Америка. И нивните видеа доста често ги гледам, бидејќи се целосно реализирани со камера и режија и се доста привлечни за гледање. Па во последно време следам доста странски наши јутубери и гледам најчесто туторијали кои ми помагаат во секојдневниот живот, од мејкап туторијали до туторијали кои ми помагаат во областа на образованието, во смисол ми помагаат со училиштето, како видеа кои можам да ги искористам во проекти за одредени наставни единици. Потоа, бидејќи исто така се занимавам аматерски со актерство, како што кажа Изабела, гледам такви туторијали кои што помагаат, например, во таа област. Покрај тоа, најчесто го користам јутубот за слушање музика, за рекреација. Така. Изабела, очигледно имаш многу фанови меѓу денешните гости. Знаете ли, еве, што се тоа влогери? Ајде, повели. Влогери се луѓе кои си го снимаат својот секојдневен живот и тие снимаат што прават преку ден, со кого излегуваат. И сега почна влогмас и тие секој ден ставаат видеа на YouTube и немаат многу време да го монтираат своето видео, него само така како што го снимиле. Така. Аматерски, Да. инстинктивно од моментот. Да, Добро. спонтано многу. Која е разликата меѓу еден јутјубер и еден влогер? Ајде, повели.
Па сметам дека разликата помеѓу јутуберите и влогерите е тоа што јутуберите креираат видеа со одредена содржина и тема и тие ги едитираат, поменуваат доста време во обработка на видеата пред да ги објават истите, додека влогерите се занимаваат поаматерски со јутубот, во смисла го снимаат својот секојдневен живот, секојдневната рутина и тоа го прикажуваат на публиката. Така, од овие две категории, кои ви се поинтересни? Ајде, Повели. Поинтересни ми се влогерите поради тоа што се пореални и не е скриптирано тоа што го кажуваат. Добро. Имаме некои фанови на јутуберите, можеби? Ајде, Повели. Па гледам доста јутубери, и влогери гледам, но би ги избрала повеќе влогерите. Така, добро. Изабела, како оди процесот на создавање на едно видео и објавување на истото на YouTube? Па така, како што кажа, за влоговите потполно се согласувам, значи тоа е од почеток на денот до крај на денот, како се одвива еден ден. Таму нема некаков вид на сценарио, нема некаква режија, нема толку монтажа. Лично за моите видеа, како јас ги објавував, јас, например, пред да направам некое видео, имав тетрадка во која си пишував што отприлика би сакала да зборувам, која тема да ја опфатам, што сакам да постигнам со тоа. Некој вид на концепт. Да, концепт. Не би го нарекла сценарио, но сепак некој план по кој би се водел. Водич. Да. За да снимиш видео, нели нормално потребен ти е апарат со кој ќе го направиш тоа, камера, мобилен телефон, технички средства, така, што би технички се средства. Моите видеа се монтирани на многу едноставна програма за монтирање. Наједноставната, она буквално каде што ти дава можност да сечеш, да лепиш и да ставиш музика. Така. Не сум имала можност да симнувам. Има нели помодерни програми, сето тоа се плаќа, не се плаќа, ама не сум стигнала до таму. Откако убаво ќе се оформи видеото, ќе биде нели со некаква содржина, со некаква порака, се објавува на YouTube каналот и потоа со текот на време привлекува публика. Лесно и едноставно. Така, или не привлекува публика. Да. Сега има и две страни. Зависи од тоа како сме го искреирале. Така. Тоа ми е моето следно прашање. Според тебе, еве, што е она што привлекува публика? Дали е тоа бројот на прегледи или можеби квалитетот на видеото кое што сме го креирале? Квалитетот на видеото. Затоа што ако не е квалитетна содржината на видеото, автоматски така, нема да има следбеници, нема да има претплатници на каналот и сето тоа ќе пропадне во вода. Така, што значи дека квалитетот си носи и број на прегледи. Да, точно. Мислам дека е најбитното нешто во едно видео е содржината. Прво, што тоа видео носи со себе, што тоа видео сака да пренесе, дали воопшто нешто сака да пренесе и што сака да предизвика кај публиката. Так. Што е зад. Дали во YouTubeот постојат повеќе различни жанрови како што постојат во музиката и во другите уметности? Да. Мислам дека се согласувате и вие, да, веројатно така. Имаме влогери. Да, тие се всушност ако отворите YouTube, веројатно сте отвориле, кога се постира видео на YouTube канал, има од страната, од десната страна категорија. Да. Каде што можете нели да изберете сега дали моето видео е во гейминг, има дури категорија настан, категорија кулинарство, не знам. Како? Да. Животен стил. Да, не ги знам сите на памет, ама баш кога ги читам има некои многу се смешни дури, мислам категорија настан. И сега на пример ако мене ме интересираат настани, ќе ми ги isfrли видеата, ако често пребарувам настани, ќе ми излегуваат тие видеа. И всушност таа категоризација на видеа помага за да оформиш еден круг на публика. Така. И јас тоа го гледам како еден начин на жанр во YouTube. Твојот професионален избор беше стендапот. Зошто се одлучи токму за ова? Дали ти беше можеби најприродната средина каде што можеш ти да се изразиш? Така, знаете како, тоа научат и нас на факултет, има јас на пример од многу мала многу сакам да зборувам. Мислам дека и сега се гледа дека многу сакам да објаснувам. Одличен соговорник си, тоа морам да се признам. Како стојат признам. работите и како се прави видео. И така и од многу мала, значи уста не можеле да ми затвори. Така. И кога добив камера, за роден ден ми ја купија така нешто беше, и почнав да се снимам и да давам критика на општеството, на родителството, она што мене ми пречело, а не сум можела директно да. Так. Да, на пример, тоа
дека мајка ми некогаш без потреба вика, па ја не сум можела директно да ја кажам, па Така. ќе ставам перика и сега ќе ја имитирам мајка ми. Да. Па ќе речам, мамо, ај види го видеово и види што не сакам да ми кажуваш. И да, можеби тоа ми е некоја комфортна зона каде што ја се чувствувам убаво, па затоа сум го избрала тој начин на пренесување на некаква порака, некаква критика, нешто што мене лично ми пречи и такви работи. На крајот на денот тоа е она што тебе лично те исполнува. Да, да. Која е тајната на еден успешен јутјубер? Дали е тоа талентот или можеби напорната работа? Што и да работиш, со што и да решиш да се бавиш, мора да имаш талент. Да, љубов и желба се разбира, но мора да има и талент, ама за тој талент да се одржува и да се надградува, мора да има напорна работа. И мислам дека напорната работа дури и влече многу повеќе од самиот талент. Ако било кој од нас тука има талент за пред камера и направи видео, го стави на YouTube и направи публика, привлече претплатници, лајкови и сето тоа, ако не продолжи да се надоградува, да зголемува во содржина, во тоа како изгледаат видеата и слично, ако не работи всушност, мислам дека сето тоа Така. И Ке- треба дефинитивно да бидеме упорни во она што го Да, сакаме и што го точно, работиме. да. И секако добро да го проучиме занаетот што се вели на она што го сакаме да го правиме, Да. а во конкретниот случај на креирање на еден видеоматеријал. Тука многу помага постојано читање, истражување на теми кои сакаш да ги обработиш во видеото или во што и да работиш проектот, како и да. Ако не читате, ако не истражувате за темата што сакате да ја обработите, рачунате дека тоа е пропадната работа. Така. Мислам нема да успее. Добро, остануваме на тема YouTube. На кој начин играњето видеоигри, геймингот е поврзан со YouTube-от? Па, јас дури мислам дека геймингот е категорија која е водечка во јутуберството. Да. Учениците се согласуваат. Така, да. Мислам дека таа YouTube платформа е започната со геймерството. Јас лично не се бавам со гейминг, ама знам дека тоа се јутубери кои се снимаат како играат игри, Така. па ги објавуваат на YouTube каналите, така? Тоа е всушност. Своите најдобри резултати, тактики, Да, искуства да. да споделат со широката јавност. Како се игра и некоја игра, кои се најдобри тактики, стратегии, така нешто. Така. Геймерите ни помагаат да го поминеме тоа ниво, кое пример нас ни е потешко. И тие едноставно го покажуваат својот начин на игра. Така. Кога сме веќе кај геймерите, дали играте видеоигри и кои игри ги играте? Јас не играм видеоигри, играм игри обични, но од 2016 не играм толку игри колку што играв тогаш. Добра. Сега прекинав малку, но еве би издвоила дека барем еднашка во неделата имам време за една игра на денот. Добра. Тоа се сосема прифатливо во денешно време. Одиме понатаму, ајде ќе ги слушнеме тука. Ја играм многу популарната игра Fortnite, која веќе е толку популарна што успеа да го окупира скоро целиот свет. Така. Таа е тимска игра или може да се игра соло и започнува со вкупен број на 100 играчи, а победничкиот тим е тој што ќе остане последен жив. Јас исто така играм популарната игра Fortnite, но исто така играм и други игри, како например GTA или FIFA. FIFA е игра во која што ти можеш да играш сам против самиот компјутер или со другарите. Во FIFA се игра, си поделен во тимови и уствари играш фудбал, а пак во GTA си некој вид на гангстер. Така. И сега меѓу вас не ја слушнав она, според мене барем најпопуларната во овие моменти, во овие денови. Тоа е Лудо, да, ете, веќе претпоставувам, знаете. Дали може би утро ви изигравте некоја партија Лудо? Да, добро, имаме позитивни одговори. Секој ден со моите другарки на Messenger играме Така. Лудо и таа е многу интересна игра. И не знам, едноставно е заразна меѓу нас, младите генерации. Така, за оние кои што можеби не се запознаени со оваа игра, тоа всушност представува стандардното не лути се човече кое што ние на времето го игравме, само ова е во понова електронска верзија, секако достапна за младите генерации. Кажете ми сега колку често играте видеоигри и дали родителите знаат кои видеоигри ги играте или дали ви дозволуваат? Јас играм видеоигри, например Лудо, скоро Добра. секој ден. И моите родители знаат дека играм игри и ми дозволуваат, но секако не претерано, туку умерено, да имам време за учење. Добро.
Ќе ја слушнеме другарката до тебе. Јас исто така играм многу игри и моите родители знаат кои се тие игри. Меѓутоа тие не да толку, меѓутоа мојата баба и дедо премногу се бунат за тоа, бидејќи јас сум по цели денови на телефонот, бидејќи во нивното време тие не седеле по телефони, туку изагувале заедно со пријателите и си играле на улица. Имале поинаков начин на комуникација и на забава. Јас мислам дека повеќе се гледа како колку време ние го играме на тој телефон или на лаптоп или на компјутерот, него што се грижат која игра играме ние. Па да се надоврзам на другарот. Јас скоро целиот летен распуст го поминав во играње игри, но од кога се запишав во средно училиште, се тоа време помалку и помалку ми останува и учењето е сепак пред се. Јас немам забрана од моите родители да играм видео игри или некој друг тип на игри, бидејќи самата знам дека тоа не е добро за видот и дека треба да се посветиме на учењето, но се случува некогаш и јас да сакам да играм некоја игра, па малку да се занесам и моите родители да ме потсетат дека веќе треба да прекинам и да се посветам на учењето. Така, ова е многу важен момент во целата оваа тематика, да бидете вие самите самосвесни докаде треба да оди таа граница на игри и колку време од вашиот ден треба да посветите токму на видеоигрите. А во наредниве минути време е за уште еден прилог. Геймерите за себе велат дека се дигитална генерација заробена во аналоген свет. Што е гейминг, кои се позитивните, а кои се негативните ефекти од оваа забава, погледнете во видео прилогот кој што ни го подготви колешката Сонја Петрушевска. Геймер во принцип е човек кој што се интересира за се од геймингот, значи не е само практично да седи и да игри игри, туку не да се информира за игри, можеби да учествува директно во гейминг културата, да прати вести, да прати рецензии, да прати хардвер за геймање и така натаму и така натаму. Замислете дека гледате некој добар филм што многу ви се допаѓа, не знам, E.T. например, да речеме, или некоја книга што многу ви се допаѓа и таа трае со саат, и вие активно учествувате во таа. И тој филм трае ден, 2 дена, 3 дена, 5 дена, 10 дена, има игри кои што траат со години и тој филм, па после тоа доаѓа моменти кај што истиот филм почнувате да го гледате со друштво и на сите ви е многу интересно и многу јако заради тоа и терате заедно. И затоа е тој геймингот толку популарен, затоа што нуди на човек едно различно искуство во прво лице. Fortnite, LOL играат многу, League of Legends, малце повозрастните играат PUBG и Dota, но тоа се игри кои што се бесплатни, кои што се играат онлайн, кои што се играат меѓу повеќе луѓе и тоа е тој тип на познати игри од тој тип. Сега, од другата страна има и познати игри кои што се сериозни игри, кои што коштаат 700-800 милиони долари, односно заработуваат 700 милиони долари, кои што коштаат 20, 30, 40 милиони долари да се изработат. Еве сега вчера, односно пред некој ден беше Video Game Awards 2018, тоа е ВГА, тоа е како Оскари за игри да речеме, и таму победи God of War, последната игра God of War. Доколку се претера, е лошо. Доколку има баланс, а тој баланс, јас го кажам секогаш, тоа е образованието, домашната култура и спортот, геймингот никогаш нема да представува проблем. Јас кога растев, моите многу ретко, да не речам, ми забрануваат да играм, само заради тоа што премногу останував доцна. Оние повеќе од што им беше криво некако жал дека сега не спијам доволно, нема врска, мислам, тогаш имаш енергија, нема проблем. Но јас немав никогаш проблеми на училиште, немав никогаш проблеми со пријатели, спортував цело време и они немаа проблем, не можеа зошто би ми забраниле ако сите други гранки се опфатени подеднакво. Со игрите се вежба мозокот, со игрите се вежба моториката, се вежбаат рефлексите, се вежба перцепцијата, логиката и те како се вежба, имагинацијата се зголемува, така да има тука еден куп бенефити кои што игрите ги даваат. Игрите се тука да ни пружат на нас едно задоволство, да ни дадат на нас можност да избегаме во еден друг свет, како што книгите и бајките го прават истото. Треба да речеме да се направат геймификација на учебници, геймификација на
помагала за во училиште, за на помалите деца да им се протнат работите на многу поинтересен начин. Фала Богу, сега имаме визири, имаме virtual reality, многу е лесно тоа да се направи, само треба малку да се стисне и да се isproducira. Во прашање се многу лесни чекори за секое дете да може кога учи за, не знам, за планети, да може да стави визир и да види за што станува збор. Го следите најновото издание на Медиатека. Ученици, дали сте имале искуство да отворите некое видео со недолична или агресивна содржина? Ајде, повели. Се има случајност да отворам такво видео со насилство, меѓутоа бидејќи не беше пригодно за гледање, веднаш го исклучив, но не направив ништо со тоа, значи не го пријавив видеото, меѓутоа требаш. Затоа што беше насилство. Ми се има случајно да отворам видео со вулгарни зборови, но и самиот YouTube става забрана на некои видеа што се така малце за возрастни, за корисници што се под 18 години да не смеат да ги отвараат, но ти ако прифатиш дека имаш 18 години, можеш да го погледаш тоа видео, но јас мислам дека не треба тоа да го направиме, бидејќи не знаеме што не очекува во тоа видео. Добро, ќе слушнеме и другарката до тебе. Мене не ми се случило да гледам такво видео, но ипак мислам дека не знаеме што се дешава во видеото, бидејќи може да става добар наслов и добра слика, а уствари видеото да е нешто сосема друго. Ако пример стави цвеќе, да испадне нешто сосема друго од тоа што сме го виделе на сликата. Така, ајде ќе ги слушнеме и средношколците одгоре. Кои се вашите искуства, еве? Дали вие имате отворено некое такво видео? Во последно време YouTube многу се концентрира на цензурирање на такви работи и на такви видеа кај што има таков материјал се прави како не се ставаат рекламите тие луѓе и така тие повеќе почнуваат да прават материјал кој што е по така пристоен за деца или помали. И што го привлекува еве вашето внимание? Што ќе ве предизвика да отворите едно видео? Дали е тоа сликата, насловот, бројот на прегледи? Ајде, повели. Мене ме привлекува почетната слика. Секако и ме привлекуваат и прегледите кои ги добил тоа видео, така да знам дека многу луѓе го гледале тоа видео и затоа и го отварам. Па најчесто прво она што ги привлекува, што привлекува публиката е самиот наслов и сликата, но често сликата и насловот може да лажат и се почесто се случува тоа денес. Па затоа од кога ќе се отвори видеото и ќе се погледне содржината, треба да се пресуди колку е добро видеото и неговиот квалитет, не да се суди според насловот и сликата. Така, интересни размислувања. Изабела, како млад човек, што мислиш, зошто снимањето секојдневни, па дури најбанални ситуации е интересно за младите? Па тоа како што веќе некој кажа во видеата што се постираат на YouTube, многу се внимава на тоа каква слика ќе се стави, како тоа ќе изгледа на прв поглед, затоа што не само младите, и сите и возрастните се љубопитни, сакаат да видат. Така. И се нешто ако им изгледа интересно, тие ќе го кликнат и ќе го видат. А во тие секојдневни ситуации што се снимаат, многу често се случуваат и случајни комични ситуации што нам како гледачи не се многу интересни. Па затоа и младите луѓе мислам дека го користат тоа и затоа гледаат такви содржини. Така. Што кога ќе се злоупотреби YouTube платформата? Постои ли заштита за корисниците? Јас мислам дека за сите социјални мрежи таа забрана што е за дека пред 18 години не можеш да имаш канал или профил на било која социјална мрежа е една од заштитите која никој од нас не ја почитува. Тоа за жал, да. Да, за жал да. Тргнувам од мене, јас сум имала канал и други профили уште на 15 години без да размислам зошто е таа забрана тука. А тоа има нели своја позадина. Таа забрана е затоа што ние до 18 години не можеме да имаме, не сме толку свесни што може да ни се случи ако направиме дури најмала грешка. Чисто за YouTube-от, ако мора да бидеме сите свесни дека на таа платформа сите видеа кои се објавуваат, никој нас не заштитува дека тоа видео не може никој да го превземе и да прави што сака понатака со видеото. Мораме да бидеме свесни за тоа што го објавуваме и за тоа каква обврска носиме со самото објавување и која е нашата одговорност со содржината која сакаме да ја пренесеме.
Друга заштита, што исто така ја спомна некој тука, е дека на YouTube има видеа кои што не смеат да ги гледаат луѓе под 18 години. Така. Но исто така и оваа заштита е многу лесно кршлива. Да. Само треба еден клик да потврдиш дека имаш 18 години и да се Чисто формална заштита, Да, ако може да кажеме, кој што слабо функционира во пракса. А јас се сеќавам дека имаше пред 3 години, мислам, јас имав тогаш 18 години, баш онака уште немав наполнето. И имаше едно видео кое беше со заштитено, не можеш да го отвориш ако немаш 18 години. И јас бидејќи бев многу љубопитна да видам што се случува, како и човек. Така, точно. Го отвори видеото и ден денес се случува да сонувам што сум гледала во тоа видео. Тоа беше страшно насилство, страшен терор. И мислам дека ми беше поука дека има причина зошто е забрането видеото и зошто пишува над 18 години. Тоа не е без причина. И тоа не е туку така. Си извлекла на вистина убава полука, а сигурен сум дека убави полуки ќе извлечат и овие ученици, кои што денеска имаа можност да ги слушнат овие прекрасни пораки упатени токму од тебе. Се надевам и јас. Изабела, ти благодарам за твоето учество во Медиатека, а ќе ви се благодарам и на вас учениците за вашето активно учество во денешното издание на Медиатека. А почитувани, YouTube е моќна алатка. Мал телевизор во джеп. Достапен секаде и во секое време. Широка платформа со разновидни жанрови и содржини. Секој може да одбере што ќе гледа во слободно време. Да се надеваме дека во иднина оваа платформа ќе стане позаштитена, а младите посамосвесни, медиумски писмени и повнимателни во користењето. Се гледаме во следното издание на Медиатека.